Мажот што јадел подварена манџа. Чита Александар Станојков. Си бил еден маж, малу многу со сермија, при се што не бил итр многу, ами пак късметот му работеше. А пак жена што водеше, и таа на него јелтум препсаше, тики што рекле турците, јуарланди тенџере булди капај. Демек, се стркали тенџеро, си ја најде капако. Такве си биле и си живееле. Уште од првите дни кога беше ја зел мажот таа жена, ватила манџата да му ја готви се подварена, чунки се забораала вода да турат да не подварите. Сопрво мажот му наоѓаше троа мана дека му ја подваруваше манџата, ама жената толку знаеше, толку праеше. И од ден на ден си се навикна мажот да јади подварена манџа. Ако се погодеше некојаш да јади на друго место манџа, ич не ја бендисуваше, чунки не била подварена. Поживеала жената неколку години и било сакањето Божие да умрела жената и останал мажот доец истраден за заварена манџа. Поминале 40 дни и ватија свет да го поткануваат за да се прешени. Мореарно, братко, му велел, ме каните да се преженам, туку дали ќе погодам како првната домаќинка што ја имав. За ништо, брате, не ми е жал за првната домаќинка, му велел настројнико, само за манџата што ми ја готвеше. Низ кој намирисаше одо што знаеше да ја сготви. Да, од тоа ми е многу мисла, дали ќе погодам уште една како неа. Се расеа тој збор по целиот град, оти жената му што му умре била мариветчија на манџи праење, да пак сакал како неа да земи. Од збор на збор чула една вдојица што знаела турли манџи да правит и пушти една жена стројничица за да го сакат за маж да го земите. Оданаде, стројничицата беше ја удисала, велејќи оти таа вдојица прва било во градот за манџи праење. Уште во првиот ден, кога ја зел, клала таа да му направи најубава манџа, да види оти вистина знаит манџа најубава да направит. Му ставила да вечера и макнал 2-3 залака и ич не ја бендисал, при се што била најубава. Ништо. Како што те валеал, ти си знаела да правиш манџа, не било така. Не, Бог да би ја прости првната жена, која ќе направеше манџа, из кој намирисаше одо што беше убава, тики прстите човек си ги изидуваше, така ми Бога ти велам. Така, Бога ти велам, женоти мртви усте да касне, ќе оживеја до толку убава што ја праеше. За сега, нека ти помини да од сеа ваму гледај, отвори си очите, варди, да ја подпржуваш манџата поеќе, да белги полезетлија ќе ја дотераш. Така и рекол понависоко. Од која чу жената тие збори од мажа си, едно веруваше оти за вистина му вели, а 99 не веруваше да му вели за вистина. Се си велеше со умот, оти ја задева така, за шака и велит. Врвоа дни и неколку месеци што се така мана е наоѓаше. Сирота жена многу се бачеше за одубао, поубао манџа да му сготви на пустио маж, ама никако де можеше да му погоди на ќеот. Еден ден, не знам како беше, ја оставила манџата без вода и беше се подварила. Кога видела сирота жена оти манџата се подварила, змија беше ја изела од пусти страои на транчијата имаш. Сторила ниет да ја истори, ама мажот ја беше и дошол тамам за време ручек и знаеше оти имат караванче со кромит, тркалца со ориз, тики никако не беше могла. Виде, не виде, стави трпезата за ручек. Макна мажот еден залак, уште еден и вати да вели. Еве,
сега си го погодила караванчо. Бискојна мириса. Се вака првната ми невеста ми готвеше, Бог да ми ја прости кај што легнала, мир од костите да и течат и десница да ја цутите. Ете сега домаќинко немала крдија, си ја погодила манџата што до толку бидат. Овој карар ќе ја правиш манџата ако сакаш мана да не ти наоѓам, е рекол богатиот шут човек. Од која ислуша жената му тие зборови, од една страна си помислила да не нешто шега му се биет, а од друга страна се уверила оти мажот ја си бил учен подварена манџа да си јадите. И од тој ден жената му веќе се престраши да не нешто не му ја угоди манџата, чунки ја оставаше се да се подвари, да не му е тлезетлија на мажот. Земи му умо на таков човек и појди во Стамбул, што рекол некој човек.